Од Пелинце во говор со обединувачки, но и критички тонови, председателот Црвенковски имаше пораки и за власта и за опозицијата. Ова е период во кој не секоја недела, туку секој ден ни е премногу скапа работа за да залудно го потрошиме. Ова не е време за бојкот на парламентот и на другите институции. Ова не е време за популизам и повладување на јавното расположение. Ова не е време за долги и јалови партиски преговори за се и сешто. Уште помалку за непочитување на договореното и дадениот збор. Ова не е време за меѓусебни обвинувања и навреди, за суетно однесување и наетења. Ова е време за сериозни постапки и одлуки, за превземање на одговорност и лидерство во процесите. Државната политика треба да обединува, не да дели, порача Црвенковски. Нема и не смее да има две Македонии. Едната наша, другата ваша, едната во Крушево, а другата на Пелинце. Нашите граѓани бараат напредок и резултати. Бараат да ја обезбедиме нивната иднина и иднината на нашата држава. Токму за единствена демократска Македонија вели дека се борел и Петар Ивановски Тиквар, учесник на заседанието на АСНОМ. 63 години потоа на Пелинце се присети на историскиот 2 август 1944. Во манастирските конаци, во еден убав сончев ден како овај денеска, со многу народ од околните села, со послани чилими по древата, со развеселена војска наша која беше собрана за евентуалности некој да не биде нападнат манастиро и заседанието наше, се донесува такви решенија кои ви се вам познати. Но во Свети Прохор Пчински денеска беше тивко. Одекнуваше само камбаната за литургијата на српските свештеници посветена на светецот. Во манастирот беа само локални верници. Македонска делегација не дојде на Свети Прохор Пчински, владата го повлече барањето пред официјален Белград и пред време се откаже учествувањето на Илинден на местото каде што пред 63 години се удрени темелите на македонската држава. Како и владиката Пахомије пред неколку дена и секретарот на Врањската епархија Владан Милутиновиќ денеска тврдеше дека немаат ништо против македонска делегација да го посети манастирот. Odgovorno vam kažem da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji dobra volja da se sve to reši na jedan normalan civilizacijski način, jer nikome nije potreban pravljenje bilo kakvog problema ili bilo kakvog slučaja od ovog događaja. Во манастирскиот комплекс избришани се сите траги од историското заседание на АСНОМ. Ја нема плочата, а некогашната спомен соба е претворена во магазин за стари работи.